Здраво, јас сум Ана Папташева и сум дипломиран инженер на Факултетот за информатички науки и инженерство. При тоа работам активно како програмер и едукатор. Јас сум Владимир Атанасовски, редовен професор на Институтот за телекомуникации при Факултетот за електротехника и информацијски технологии во Скопје. Јас сум Горен Јовановски, по струка програмер, магистар по софтверско инженерство и креаторот на апликацијата Мој воздух. Дали може да живееме без модерна технологија и интернет? Да, меѓутоа зошто да живееме без нив, кога интернетот и модерната технологија комплетно ни го олеснува животот во секоја можна смисла? Да, можеме да живееме без незе, но има и доста доблести кои што може ги искористиме од нејзина страна. Прашањето по мене е зошто би се лишиле од сите предности на модерната технологија и интернетот, кога со разумно користење на истите многу ни е олеснет секојдневниот живот. Кодирањето е само комбинирање кецови и нули. Не. Компјутерите разбираат кецови и нули. Значи, компјутерите работат во бинарен јазик, но програмирањето е многу повеќе од куцање кецови и нули. Програмерите, ако требаше стварно кецови и нули да стискаме, тоа ќе беше хорор приказна. Така што ние во главном кодираме во високи програмски јазици се викаат, кои што се подескриптивни и полесно разбирливи за програмерите, за луѓето кои што ги куцаат, а понатаму компјутерот ги компаилира, така се вика, процесот ги претвара тие повисоки програмски јазици во кецови и нули со цел тој полесно да ги разбере понатаму. 5G технологијата е многу поштетна од 2, 3 и 4G технологијата. Не е точно. Не е многу поштетна, не е ни поштетна од овие други технологии. Станува збор значи за генерации на технологии кои што во принцип означуваат воведување на даден нов генерацијски нов систем во мобилното омрежување. Меѓутоа да се тврди дека 5G технологијата е многу поштетна е многу погрешно. Причина за тоа е што обсезите кои што се дефинирани за користење од страна на 5G, во кои што ќе имате соодветно зрачење како што имавте и во 2, во 3 и во 4G, не се толку драстично различни од оние кои што се во предходните генерации и дополнително имаме веќе истражувања што покажуваат дека немаме штетно влијание од 5G технологијата. Апликациите на Google Play и iOS постојат само за прибирање податоци. Не би се согласила со овој стейтмент заради тоа што апликациите ни го олеснуваат животот во многу сфери, но секоја апликација има одредени пермисии кои што ние ги дозволуваме да ни пристапи до телефонот, до одредени делови од телефонот, така што секој пат кога ќе даунлодираме нешто од овие онлайн сторови, ве молам обрнете внимание на тоа кои пермисии всушност вие ги давате на таа апликација за да ги користи. Terms and conditions се намерно направени толку долги за никој да не ги чита. Веројатно и ретко кој ги дочитува, меѓутоа не се намерно направени толку долги за никој да не ги чита, туку се направени долги за да ги опфатат сите можни ситуации во кои што користењето на продуктот за кој што ги читате Terms and Condition може да доведе во одредени ситуации сакани или несакани и за корисникот и за производителот на соодветниот продукт, така што Terms and Conditions е начин да бидете заштитени и вие, а и производителот од одредени несакани последици што произлегуваат од користење на самиот уред. Затоа постојат онлайн сервиси кои што ги скенираат на брзинка овие текстови, значи може копи-пейст да ги направите во овие онлайн сервиси и ќе проба да најдат пасоси кои што нив им личат сомнителни со цел само тие да ги прочитате, да не мора да го читате целиот тој текст кој што е огромен, не верувам дека некој реално седнал да го прочитал. Така што побарете вакви сервиси на Google, има повеќе и прилично се корисни за да детектираат доколку нешто не е во ред со некој Terms and Conditions документ. Користење антивирус не гарантира целосна заштита на компјутерот. Нажалост, ова е точно, не постои 100% безбедно софтверско антивирусно решение, но би препорачала дека ние сме всушност еден вид на најдобриот антивирус, заради тоа што секогаш обрнувајте внимание од каде даунлодирате филмови, апликации, контент или било што друго. Значи, секогаш трудете се тоа да биде од верифициран извор. Техниката е намерно дизајнирана за подредено време да успорува и кочи, па корисниците мора да купуваат нова. Значи, техниката не е намерно направена најчесто да се успорува, но имаше случај пред пар години каде што се откри дека Apple успорува постари iPhone модели, со цел да се заштеди батеријата од пребрзо трошење и да трае подолго.
Што значи дека производителите имаат можност да ги успорат електронските уреди кои што ги користиме, но се надевам дека не го прават тоа. Но ете, веќе во дивината Apple се наљути, значи ми праќа сигнал од преска, не збори. Полицијата може да ми ги слуша телефонските разговори и во било кое време да ги искористи против мене. Не може полицијата да ви ги слуша телефонските разговори и да ги користи против вас, посебно не во нормални околности. Значи, постојат точно дефинирани ситуации во кои што полицијата може да ви ги слуша телефонските разговори, се додека не правите некои недозволени активности, можете да бидете сигурни дека полицијата сигурно не ви ги слуша телефонските разговори. Филтрите на Инстаграм се направени за детално да ни го снимат лицето. Повторно не се согласувам со ова, заради тоа што филтрите на Инстаграм се направени за да биде Инстаграм популарен за цела публика, односно од најмала возрастна група до постари луѓе кои што едноставно се привлечени од таков принцип на функционирање. Паметниот телефон слуша се, па затоа на социјалните мрежи се појавуваат реклами поврзани со работи за кои што сме зборувале. Ова е језиво, зашто не дека и мене не ми се има случајно да вакво нешто. Технички можно е да се деши. Значи збориме од технологијата постои за ова да може да се случи. Во пракса јас до сега немам видено дека навистина тоа се случува. Алгоритмите кои што ги користат големите компании за рекламирање како што се Facebook и Google се толку добри што реално може да предвидат нешто пред воопшто корисникот да знае дека го сака. Имаше случка пред 5-6 години, мислам, не ме земете за здраво за готово, каде што Google предвиди дека девојка е трудна пред девојката да знае дека е трудна. Бидејќи девојката ги пребаруваше симптомите кои што ги има, и врз база на тие симптоми Google веќе заклучи дека девојката е трудна и почна да ја пушта реклами за ствари за бебиња, што беше многу језиво. Но да, толку добри се овие алгоритми, толку податоци се собираат при нашето користење на онлайн услугите, што нема ни потреба микрофонот да не слуша, а да знае што сакаме. Кога надвор грми, сите електронски уреди треба да се исклучат од струја. Постојат голем број препораки од разни меѓународни тела дека ова треба да се следи, значи кога надвор грми да се исклучуваат електронските уреди од струја, посебно што не можете да предвидите колкаво празнење може да се случи во атмосферата при грмење. Иако голем дел од зградите имаат соодветно громобранска заштита, голем дел од електронските уреди имаат одредена пренапонска заштита за да не се случи нивно расипување при грмење, меѓутоа не е лошо да бидат исклучени кога се случуваат интензивни атмосферски празнења надвор. Во иднина многу работни места кои моментално се бараат ќе бидат исчезнати и ќе се заменат со роботи. Според мене можно е, да. И индустријската револуција замени многу работи кои што луѓето ги работеа рачно со машинерија. И како што напредува artificial intelligence, вештачката интелигенција, така се повеќе работи ќе може да ги извршуваат компјутерите. Но тоа не е страшното нешто што многу луѓе го гледаат дека тука готово компјутерите ќе завладеат и луѓето ќе немаат што да прават. Тоа е уствари и добра работа. Че сите оние банални работи кои што треба да се изработуваат од страна на луѓето ќе може да бидат заменети со роботи со вештачка интелигенција, за креативната работа која што роботите не може да ја прават, ќе остане на луѓето, за ние да ја правиме. Ќе се отворат голем број на нови работни места кои што ќе бидат овозможени со дигитализацијата, со воведувањето на роботиката, автоматизацијата на производството, така да кога една врата се затвора, друга се отвора, значи ќе се креираат и многу нови работни места со воведувањето на роботите, дефинитивно. Невозможно е да се следи мојот смартфон ако ми е исклучен GPS-от. Значи GPS-от е само една од неколкуте работи преку кои што може телефонот да се следи. Тука е, ако имате постар модел, има радиофреквенции, имате Bluetooth, имате Wi-Fi, имаме дата на самиот телефон, значи интернет дата. Така да, без разлика од тоа, ако ми е исклучен GPS-от, сепак постојат одредени други начини на кои што некој мене може да ме најде. Бежичната технологија штети по човековото здравје. На ова не можете да кажете со 100% сигурност ниту да, ниту не, затоа што не можете изолирано да ја тестирате бежичната технологија и какво е нејзиното влијание врз човековото здравје ако ги исклучите сите останати ефекти од околината. Она што со сигурност го знаеме и е научно потврдено до ден денес е дека
дека зрачењето од бежичните технологии кои што ги користиме денеска дефинитивно не предизвикуваат никаков проблем по човековото здравје. Постојат меѓународно утврдени норми за максималните граници на зрачењето и сите технологии ги задоволуваат овие норми пред воопшто да бидат пуштени во употреба, така да безгрижно со користење на бежични уреди. Вистински безбеден компјутер или мобилен телефон е само тој кој што никогаш не бил поврзан на интернет. Зависи што подразбираме под безбеден. Според мене интернетот е голем плюс, не е никаков страф или ограничување. Меѓутоа, ако не сакате да имате никаков дигитален отпечаток во светот, тогаш да би рекла дека може да се дефинира како комплетно безбеден. Ако го оставам телефонот на полнач, ќе ми уништи батеријата. Со најголем дел од новите телефони ова воопшто не би требало да биде проблем. Значи, станува збор за релативно едноставно електронско коло вградено во секој од телефоните, кој што веднаш го исклучува напојувањето од енергетскиот извор кога ќе се достигне максималниот капацитет на батеријата, така да нема проблем со уништување на батеријата кога го ставите подолго на полноч. Компјутерот забавува затоа што е преполн со фајлови, а не зашто долго се користи. Неточно. Компјутерот не се испорува исклучиво само зашто нема простор. Тоа е една причина. Друга причина е колку што подолго се користи компјутерот, година, 2, 3, без да се направи едно освежување или што го викаме ние форматирање на компјутерот. Одредени фајлови и сетинзи се натрупуваат и полека знае да се успори истиот компјутер. Компјутерот може да биде хакиран со месеци, а корисникот ништо да не забележи. Нажалост, ова е точно, во зависност од тоа дали сме таргетирани од некој вирус кој што го имаме закачано или пак од некој човек кој што не таргетира, да, можеме да бидеме хакирани со месеци и при тоа да не забележиме. Ако држиш магнет до компјутерот, ќе ти ги избрише сите податоци. Ова е точно, меѓутоа е многу неверојатно да се случи. Значи, треба да поседувате доволно моќен магнет, барем не онаков каков што во секојдневието можеме да најдеме, и истовремено компјутерот да има од постариот тип на дискови во кои што се користи магнетниот запис. Во секој уред, телевизор, ресивер или звучник има вградено мини камери. Не. 5G мрежата ги убива птиците. Не. 5G мрежата предизвикува коронавирус. Не. Металната жица на заштитните маски може да се користи како антена. Не. Опцијата инкогнито на прелистувачот значи целосна безбедност на моите податоци. Не е точно. Водоотпорната тастатура без проблем може да се користи под вода. Не. Нема шанси неповратно да избришеш податоци кои еднаш биле снимани на хард диск, освен ако не го уништиш. Не. Ако тешко ти оди математика, нема шанси да станеш програмер. Дефинитивно не. Мобилниот телефон нема да зрачи ако го чуваш завиткан во алуминиумска хартија. Да. Камерата на лаптопот треба да стои покриена, бидејќи многу лесно се хакира. Би препорачала дефинитивно да седи затворена, меѓутоа не е толку лесно да се хакира. Старите телевизори зрачат повеќе од новите телевизори. Точно. Не постои пасворд кој не може да биде хакиран. Сите пасворди може да бидат хакирани. Не треба да спиеш со мобилниот до тебе, бидејќи има големо зрачење. Нема огромно зрачење радиација, не е препорачливо да спиеш со него. Повеќе мегапиксели значат и подобар квалитет на камерата на мобилниот телефон. Генерално да, но има и други аспекти што треба да се покријат тука, за да се подетално одговори. Кој е најчудниот мит за технологија што сте го слушнале до сега? Требаше да се спремам порано. Имам многу глупости кои што ги имам слушнато. Бидејќи ми е тоа блиска област и моментално е многу актуелна, дека од 5G страдаат птиците. Повеќе е за интернет, односно дека интернетот е едно од полошите работи кои што ни си имаат случајно нас како општество и дека ако постои наш дигитален отпечаток некаде, тоа ќе биде на секој можен начин злоупотребено. Не е точно, значи се може да биде злоупотребено, меѓутоа начинот на кој што ги користите работите вие гарантираат вашата безбедност. Па ова сега што беше најмодерното, што многу ми се свиѓаше, дека преку 5G технологијата ќе Бил Гейтс ќе дојде ќе не чипува сите. Мислам го обожавам митот и обожавам
како тоа се расшири, како тоа почне да станува на заговор, така што да, дефинитивно тоа не се случува, не верувајте се што ќе прочитате на интернет, сите тие информации дефинитивно проверувајте ги од каде доаѓаат и не верувајте на се што, бидејќи секој може да постира разни глупости на интернет.